Есенската полуетапа први истрча играчите на Бергалница Делчево, кои на крајот собраа 28 бодови со гол разлика, 31 постигнати, 11 примени голови или постигнаа 9 победи, 1 надпревар загубија и 1 меч одигра нерешено. На второто место е екипата на Детонито Драдовиш, која на крајот заврши со 26 бодови или 2 помалку од лидерот на табелата. Детонит славеше на 8 надпревари, доживеа 1 пораз, а 2 меча одигра нерешено или гол разлика од 26:7, што ќе рече дека Детонит е екипа со најмалку примени голови во оваа лига. На трето место е екипата на Овчеполец Свети Николе со 24 освоени бодови или извојувани 8 победи, 3 порази и без нерешени средби, со гол разлика 31 постигнат, 13 примени голови. Меѓу овие три екипи ќе се води жестока борба во пролетниот дел, а кој прв ќе истрча фудбалската патека, допрева ќе видиме. Со еден збор, на истокот се игра квалитетен фудбал со раскошни таленти, кои играат мераклиски и својата игра ја зачинуваат со вистински и атрактивни евроголови. Не треба да се потценат уште екипите и на Малеш од Берово, како и на Хоризонтот Турново, кои поради непланирани киксови ја пореметија оваа есенска сезона. Новата година веќе наближува, а веднаш потоа започнуваат макотрпните подготовки за долгиот и неизвестен пролетен дел, во кој сите љубители на фудбалот очекуваат поведри здравствени денови и секако полни трибини.